15 часот и 30 минути. Македонско радио, Радио Скопје. Владневен вестник. Во плодневниот радио Вестник, добар ден од Билјана Таневска. Денеска испраќаме 2020 година која ќе остане запаметена по COVID-19 кој предизвика пандемија што однесе милиони животи. Годинава кај нас и во целиот свет поради состојбата со COVID-19 ќе изостанат прославите на плоштадите, во туристичките центри, во кафеаните, рестораните, пабовите. Наместо традиционалната прослава на плоштад, скопјани новата година ќе ја пречекаат во домашна атмосфера. Рестрикциите забрануваат организиран пречек на новата година, а епидемиолозите предупредуваат на строго почитување на протоколите за заштита на здравјето. Празнувајте одговорно, носете маска, не се групирајте, не славете, туку скромно одбележете е пораката што ја упатуваат здравствените власти и државниот врв. Апелираат максимално да се почитуваат заштитните мерки и со нашето однесување да ги поддржиме оние што се на првата борбена линија против коронавирусот: лекарите, медицинските работници, армијата, полицијата и инспекцијските служби. А што јавуваат нашите дописници? Угостителските објекти се празни, но викендна стрелбата на Попова шапка за новогодишната ноќ е преполна. Повеќето од граѓаните ќе пречекаат 2021 во своите викендички, а дел ги изнајмуваат. Полицијата најави засилени контроли околу почитувањето на здравствените протоколи. Од Тетово се јавува Зоран Димовски. За новогодишната ноќ нема да има празна викендичка. Во над 700 објекти над 3000 лица ќе слават новата 2021 година во оваа населба, но само ако се почитуваат протоколите. Во спротивно, бројката ќе биде 3 пати поголема, земајќи го искуството од претходните години, кога една викендичка изнајмували по 10 лица.Оздруженијето на граѓани Попова шапка се надеваат дека ќе се почитуваат здравствените протоколи. Се е до свеста на населението, но тука и полицијата да контролира и санкционира. Се трудиме сите да им кажуваме законот што дава и што не дава, меѓутоа тоа е малце проблематично, пошто тие ќе доаѓа четворица и што знаат тие што ќе ги издават, што знаат после 10 или 11 што може, дали ќе може друштво да се иде горе или не. Од СВР Тетово велат дека за новогодишната ноќ, но и наредните денови засилат контролите, особено во туристичките центри кои се наоѓаат на подрачјето кое го покриваат. При тоа во фокусот ќе бидат угостителските објекти на подрачјето, како и викендичките на Попова шапка и околу Мавровското езеро. И доколку биде констатирано кршење на мерките, секторот на внатрешни работи Тетово законски ќе ги санкционира инволвираните со изготвување на соодветни поднесоци, а во некои случаи и со приведување на прекршителите. Голем дел од тетовци новата година ќе ја дочекаат дома, како што велат на сигурно. Дома, каде? Каде идем? Со ова корона? Дома. Со фамилија. Каде се пандемија? Каде ќе го чека? Се затворено. Во Тетово ја нема и вообичаената слика пред нова година. Атмосферата е како и секој обичен ден. Туристичко и историско Крушево нуди мир, спокојство и безбедно новогодишно празнување. Капацитетите се полни, јавува Елизабета Митреска. Крушево е полно со гости во приватните и хотелиерските капацитети за новогодишното празнување. Мир, спокојство, сигурност и надежни празници посакуваат граѓаните и гостите. Крушевчани дома со фамилијата за прослава. Гостите до 21 часот може да користат услуги, а потоа сами да се снаоѓаат за среќна нова година. Таква е сликата во туристичко и историско Крушево за новогодишната прослава. Куманово сме дома за нова година. Овде сте на поминување? На поминување, да. Овде се прошетавме пред новогодишно. Атмосферата е цел месец, не е само тој ден. Ова година е многу поразлична. Се знаете дека до 6 работат угостителските објекти. До 6 колку ќе прославиме, после тоа со фамилијата. Сите се полни со гости од надвор. Како што гледате по улиците, гости нема. Си седат во апартманите. Мислам дека редниот да ги поштуваме овие што се наредбите даени. Гарантираме сигурност, но со перманентни контроли за безбедна прослава, вели крушевскиот градоначалник Томе Христоски.
веќе се организиравме со Министерството за внатрешни работи и со пазарната инспекција, меѓутоа воспоставуваме и некаков ред со редари од општина Крушево кои ќе бидат излезени на терен. Крушево располага со 1000 легла, од кои 600 во приватното сместување. Сите се придржуваме до протоколите, вели Мери Чавкаровска од Сдруженијето на угостители во Крушево. Сепак сме задоволни зашто сепак работиме, продолжуваме со работа, ги почитуваме мерките, се трудиме да биде сте во ред малку да живее градчево, затоа што без гости нема ни живот во Крушево. Хотелиерите нудат протоколи за прослава, но и надеж дека снегот ќе стигне на време за да се активираат скијачките терени и алтернативните можности да се ужива за празниците. Се е според протоколите и сигурноста за гостите, вели Методија Стојчевски, хотелиерски менаџер. Задоволни сме со капацитетот, повеќе ни се домашни туристи, скијачкиот центар е исто под наше покровителство, се надеваме дека ќе заврни снег и ќе бидејќи ние сме спремни со жичарницата и со скилифтовите. Крушево за празниците сака да понуди мир, спокојство и безбедно празнување. Телефонската линија функционира, постапуваме преку одделите за превенција и очекуваме новогодишната ноќ да мине мирно, изјави потпаролот на МВР Тони Ангеловски. Телефонот веќе функционира, ние како што известевме во претходниот период. Постапуваме преку нашите оддели за превенција, разговаравме со многу издавачи на вакви викендици кои што по нашите укажувања дека тоа е кривично дело и дека ќе одговараат кривично, ги повлекува огласите и очекувам и новогодишна ноќ да помине во најдобар ред. Предвидени се доволен број на полициски службеници кои што ќе оперираат на цела територија на државата по потреба. А она што можам да кажеме дека оваа година имаме рекордна заплена на пиротехнички средства. До денес имаме над 200.000 запленето пиротехнички средства. Председател Стево Пендаровски упати новогодишна честитка до граѓаните. 2020 беше една од најтешките години од македонската независност. Стравувавме за нашето здравје и живот, бевме загрижени за економијата, за работните места, но најтрагично од се, многу човечки животи беа загубени. Во ова време на неизвестност, една работа е известна. Кризата не менува сите и од нас самите зависи дали од неа ќе излеземе разединети и рамнодушни или сплотени и солидарни, истакна Пендаровски во честитката. 2020-та беше една од најтешките години од македонската независност. Ја поминавме во постојана тензија помеѓу стравот и надежта. Стравувавме за нашето здравје и животи, бевме загрижени за економијата, за работните места, многу лични и професионални планови беа одложени. Но најтрагично од се, многу човечки животи беа изгубени. Пандемијата покажа колку сме ранливи како луѓе. Истовремено, разоткри и многу системски слабости, што се извор на социјална нееднаквост и неправда. Не е утеха што овие слабости се покажа и на многу други места во светот, не само кај нас. Но во сета таа болка и страв низ кои поминавме, имавме и причини за надеж. Таа надеж ни ја даваа нашите херои, здравствените работници кои секојдневно, пожртвувано, се борат за здравјето и животот на секој пациент, дури и на новогодишната ноќ. Не можеме со сигурност да знаеме што не очекува во годината која е пред нас. Но во ова време на неизвестност, една работа е известна. Кризата не менува сите, постепено, секој ден. И од нас самите зависи дали од неа ќе излеземе разединети и рамнодушни или сплотени и солидарни. Треба да знаеме дека секое добро дело продолжува да живее во луѓето на кои сме им помогнале и за кои сме се грижеле. Пандемијата ќе помине, ќе дојдат подобри денови. Ќе можеме да бидеме заедно без страв, но и тогаш не смееме да ги заборавиме скапо платените лекции. Мора да сме системски подготвени за следната криза, мора да ја закрепнеме економијата, да искорениме неправдата, да ги надминеме поделбите, да ги залечиме овие рани. Сите ние заслужуваме многу повеќе радост и среќа. Во 2021-та посакувам да имаме здравје, само здравје, за да можеме да ги оствариме сите наши желби. Нека ни е среќна новата година.
Новогодишна честитка до македонските граѓани упати премиерот Зоран Заев. Годинава ќе ја паметиме како година на најголемата здравствена криза во новиот век. Идната 2021 година ќе биде година на вакцинацијата и на излез од коронавирус пандемијата. Вакцините се можност да заштитиме живот и повторно да се го вратиме во обичајниот начин на живот, рече Заев. Новогодишните и пожитните празници да не минат во кругот на блиските, за чие здравје и безбедност секојдневно се бориме. Да покажеме одговорност и да ги почитуваме препораките, порача Заев во честитката. Ја испраќаме годината запаметена по светска пандемија, која целосно ни го измени начинот на живење, а со тоа и светогледот. Ќе ја паметиме како година на најголемата светска криза во новиот век. И на здравствен и на економски план владата одговори со навремени и сеопфатни мерки. Обезбедивме сигурност за секој граѓанин поединечно, како и за општеството во целост. Менаџирањето на кризата ќе беше невозможно и без ангажманот на припадниците на армијата, на полицијата, на медиумските работници и на другите на првата линија. На сите нив им одаваме почит и признание. Во исто време изразувам сочувство за секој изгубен живот, а заедништвото во оваа борба нека им ја даде сета сила на семејствата кои претрпеа загуби, за да си го најдат мирот. Идната 2021 година ќе биде година на вакцинацијата и на излез од коронавирус пандемијата. Вакцините се можност да заштитиме животи и повторно да си го вратиме во обичаениот начин на живот. Можност да ја надминеме оваа здравствена криза. Од длабочината на моето срце ви посакувам среќна и успешна нова 2021 година. Ние не се откажуваме, ние ќе победиме, имаме обврска кон нашите деца и кон нашите предци, да имаме држава со која ќе сме горди. Порача меѓу другото лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски во својата новогодишна честитка до граѓаните. Време е да свртиме нов лист, а успесите ќе дојдат со промените и ќе донесат вистина наместо лаги, вели Мицкоски. Поштувани сограѓани, годината позади нас не беше добра. Пандемијата на COVID-19 го наруши начинот на нашиот живот, а лошата влада го направи животот уште полош. Ја уништи економијата и ја однесува во рецесија. Додека го распродава идентитетот и наместо европски иднина донесува вето. Демократијата беше погазена со криминални избори. Правдата беше заробена, земјоделците беа обесправени. Гурнисаа здравството. Повеќе од 50.000 луѓе останаа без работа. Образованието е срушено, криминалот и корупцијата галопираат. Народот осиромашува, власта се богати. Време е да завртиме нов лист. Македонија е подобра од загубите кои ги носи власта. Вие заслужувате среќа. Потребни се промени и промените ќе дојдат во годината што следи. Силата е во народот. Самите сме си креатори на нашата иднина затоа што ние граѓаните судуваме, веруваме и действуваме. Ние не се откажуваме, ние ќе победиме. Имаме обврска кон нашите деца и кон нашите предци, да имаме држава со која ќе сме горди. Нашата генерација има добра мисла и намера, знае како да истрае кога е најтешко и да направи успех кога тоа се чини далечно. Успесите ќе дојдат со промените кои ќе донесат вистина наместо лаги, повеќе пари за граѓаните, сигурност, правда и достоинство. Празниците поминете ги со најмилите и најблиските. Подарете насмевка и љубов и имајте верба. Чувајте го вашето здравје и соберете сила, бидејќи 2021-та ќе е година на промени, кои ќе ви донесат повеќе задоволство, зголемена радост и среќа која секогаш ги следи храбрите. Ви посакувам среќни и весели новогодишни и божитни празници. Да сте живи и здрави. Да живее Македонија. Годинава која изминува беше исклучително тешка, вели министерот за здравство Венко Филипче во новогодишното обраќање. Семејства кои загубија близок, оние што ја добија битката со вирусот, здравствените работници кои не подклетна под притисокот и продолжија неуморно да се борат за секој човечки живот. Влегуваме во новата година со вакцината која влева надеж за целото човештво дека секој ден сме чекор поблиску да ставиме крај на пандемијата, порача Филипче. Поминавме исклучително тешка година. Секој од нас носи своја жртва и свое бреме. Семејствата кои загубија близок, оние кои добија битката со вирусот,
здравствените работници кои не подклекнаат под притисокот и продолжија неуморно да се борат за секој човечки живот, граѓаните, компаниите. Влегуваме у новата година посилни и помудри, со верба дека оваа 2021 година ќе биде многу подобра од претходната. Со вакцината која влева надеж за целото човештво. Секој ден сме чекор поблиску да ставиме крај на пандемијата. Вакцината е најсилното оружје во борбата со вирусот и таа сигурно ќе ја промени сликата. Но, се уште е рано да го спуштиме гардот. И натаму мораме да останеме предпазливи и да продолжиме да ги почитуваме мерките. Веројатно ќе помине уште некое време додека им се вратиме на животите онакви какви што беа пред COVID-19. Се намалува притисокот врз болниците во Македонија. Во изминатите 24 часа во ковид центрите во Скопје помал број примени нови пациенти поради компликации од коронавирусот. Во меѓувреме еден здравствен работник и еден наставник од Тиквешко позитивни на коронавирус во изолација ставија 38 ученици. Маргарета Себишка. Бројот на приеми на ковид пациенти во изминативе денови е намален. Денеска има 134 слободни места во болниците, а се очекува до крајот на денов по направените исписи на оздравени пациенти да се ослободат дополнителни места. Во изминативе 24 часа во ковид центрите во Скопје има повеќе испуштени отколку примени нови пациенти поради компликации со коронавирусот. Во изминатото деноноќе дома се пуштени 39 оздравени пациенти, а на лекување се примени 26 мина. На инфективните оделенија во главниот град се лекуваат вкупно 331 лица сомнителни и потврдени на COVID-19. Се уште најмногу пациенти лежат на клиниката за инфективни болести, 130 лица. Во моментов на кожната клиника во COVID центарот се лекуваат 17 пациенти, на клиниката за неврологија 22 болни, а на институтот за ТБЦ се примени вкупно 19 пациенти со симптоми на коронавирусот. Во COVID центарот на клиниката за нефрологија во моментов се сместени 18 пациенти, додека на клиниката за очни болести 9 пациенти, а на ОРЛ 7 пациенти. Во 8 септември има вкупно 91 болен, додека во Институтот за белодробни заболувања кај децата Козла има 41 пациент. Меѓу новозаболените од коронавирусот се еден здравствен работник и еден наставник од подрачно училиште во Кавадарци. Во изолација се 38 ученици. Информацијата за МИА ја потврди докторот Риста Јовановски, специјалист епидемиолог при Центарот за јавно здравје Кавадарци. Најмладиот пациент има 14 години, додека најстариот е на 81 годишна возраст, појасни Јовановски. Се утврдуваат контактите на новозаболените со цел да се изолираат. Туристичко-угостителскиот сектор е најпогоден од актуелната криза со COVID-19, каде што загубите кај голем број правни субјекти беа и се уште се 100%. Изјави председателот на Туристичко-угостителската комора при Сојузот на стопанските комори на Македонија Владимир Граматиков. Угостителите се меѓу најпогодените од пандемијата, бидејќи голем дел од нив немаат никаква активност 10 месеци, или поточно од март 2020. Секој ресторан има просечни месечни режиски трошоци од околу 5000 евра, на што треба да се додадат и трошоците за плати на вработените. Добија еднократна помош од 10.000 евра, што е еквивалент на покритие за трошоците за 2 месеца, како и финансиска подршка од 14.500 денари за 6 месеци, рече Граматников. На туристичките агенции просечно месечно им се потребни 1500 евра за режиски трошоци, но имаат и дополнителни трошоци за плати за вработените. Тие добија финансиска помош во висина од 3000 до 5000 евра, еднократна помош и финансиска подршка од 14.500 денари за 6 месеци. Туристичките водичи кои останаа без прилив цели 9 месеци, добија помош дури на крајот на годината, кој доколку се пресмета на просечно месечно ниво за 10 месеци од кризата е околу 6000 денари месечно, рече Граматников. Рентакар компаниите покрај намалувањето на работата од повеќе од 60%, едновремено се соочуваат со огромна загуба на капиталот во однос на губење на вредност на возилата, кои им се основно средство за работа, кои генерираат трошоци за сервисирање и регистрација со дополнителна доплата за дејноста. Од економските мерки имаа можност да аплицираат за финансиска подршка од 14.500 денари за период од 6 месеци.
Важно е да се нагласи дека се цени помошта од државата, но апелираме во 2021 година таа да биде посилна и таргетирана кон поддршка на туризмот и угостителството, за да може да се преживее. Средствата се потрошени и ако нема посилна поддршка, многу од деловните субјекти ќе згаснат. Многу е значено во обезбедување на економската помош да има континуитет, односно таа да продолжи од јануари, изјави председателот на Туристичко-угостителската комора при Сојузот на стопанските комори на Македонија, Владимир Граматников. Туристичко-угостителската комора на Македонија повеќе од 10 години ги застапува интересите на над 1500 предпријатија. Од светот. На прагот сме на новата 2021 година. Некои земји како Нов Зеланд и Самоа со оглед на часовната зона веќе ја пречекаа новата година. Многумина со нетрпение сакаат да ја испратат пандемската 2020 со желба да не се повтори. Бети Ѓорѓиевска. Без сомневање, зборовите кои ја одбележаа оваа година се корона и пандемија. Насекаде се применува новото тројство – носење маски, одржување хигиена и социјална дистанца. COVID-19, заболување предизвикано од вирусот SARS-CoV-2, првично беше откриен во Кина во декември 2019 година. Брзо се прошири низ светот, па Светската здравствена организација во 2020 прогласи пандемија. Во светот до денеска има повеќе од 83 милиони заболени од COVID-19. По 11 месеци дружење со микроскопи и пипети, научниците и лекарите дојдоа и до првите вакцини против коронавирусот. Одобрението на вакцините ја подгреа надежта дека со доаѓањето на новата година во постпандемискиот свет ќе се појави новата нормала. Сепак голем број земји ги продолжија поригорозните мерки за заштита. Вирусот во меѓувреме мутираше, а поради последната мутација која се појави во Англија, британската влада најави воведување построги епидемиолошки мерки. Поради голем број смртни случаи, новозаболени, Италија ќе оди под клуч. Од денеска до 6 јануари цела Италија ќе биде во карантин. Франција мобилизира 100.000 полицајци за да се спречат новогодишни забави. Германија има намера да ги продолжи поригорозните мерки до крајот на јануари. Канцеларката Ангела Меркел во новогодишното обраќање до граѓаните порача дека доаѓа година на надеж. Таа им се заблагодари на граѓаните за, како што рече, историскиот напор во справувањето со епидемијата. Меркел, која одамна најави дека ќе замине во политичка пензија, рече дека ова незино последно новогодишно обраќање како канцеларка. Lassen Sie mich zum Schluss noch etwas Persönliches sagen. Дозволите ми да ви кажам нешто лично. За 9 месеци ќе се одржат парламентарни избори и јас нема повторно да се кандидирам. Денеска веројатно последен пат ви се обраќам за нова година. Мислам дека не претерувам кога велам, никогаш во последните 15 години старата година не била толку тешка и никогаш наспроти сите грижи и скепса не сме се радувале на новата година со толку надеж. Во годинава која изминува се сменија и навиките на луѓето за работење и за дружење. Паралелно со пандемијата се појавија и нови термини, така наречената инфодемија, односно епидемија на неточни информации. Со пандемијата многу работи се завршуваат на интернет, па така и образованието главно се пренесе онлайн. Французите ќе ја пречекаат новата 2021 година без традиционалниот огномет и заедничко празнување кое на елисејските полиња собираше околу половина милион луѓе. Празнувањето треба да биде стриктно во најтесниот семеен круг или со најблиските пријатели. Првата желба на французите е да се ослободат од COVID-19 и да се вратат во нормален живот. На телефонска врска го имаме нашиот дописник Тони Гламчевски. Да. Во Франција, но исто како и во другите земји во светот, дочекот на новата 2021 година нема да наликува како на претходните. Причината ни е позната на сите – епидемијата со COVID-19, која овде однесе околу 63.000 животи. Вакцинацијата касни, само неколку стотина лица се вакцинирани од почетокот на кампањата, а од друга страна, французите се светски шампиони за воздржаност околу вакцинирањето. Само 40% од нив планираат
да се вакцинираат против COVID-19. Во вакви услови најлудата, највеселата ноќеска нема да наликува како на претходните. Рестораните, кината, театрите, оперите, баровите се затворени. На домашните трпези не се препорачуваат повеќе од 6 возрастни лица. Полицискиот час започнува во 20 часот и ќе трае до 6 часот изутрина, односно е забрането излегување на улица во овој период. Еве што забележавме пред малку на улиците на градот Нанси во кој што живеам за самата прослава на новата година и за очекувањата во 2021. Помалку болест, подобра иднина за нашите деца и се надевам дека нема да треба да се вакцинираме. Вечерва ќе имаме семејна вечера, ќе бидеме само 6 мина наместо вообичаеното заедничко празнување во рестораните или дискотеките. Новата година ќе ја пречекаме сами поради затворањето. Не сакаме да ризикуваме казна. За почитување на забраните за собирање на јавни места се грижат околу 100.000 припадници на силите на редот, а казната за тоа е 135 евра. Дочекот ќе биде заедно со моите родители, мирно, без лудости. За едната година очекувам да му се стави крај на коронавирусот, повеќе да не зборуваме за него, да бидеме мирни. Желба ни е и би било добро да ковид исчезне. Новата година ќе дочекаме со нашите деца, 6 мина околу трпезата. Им посакуваме добро здравје на сите, бидејќи сме во многу тежок период за сите и повторно сакам да се вратиме во нормалниот живот. Да имаме нормален живот и да најдеме решение за оваа пандемија и повторно да бидеме слободни. За новата година на сите и од се срце им посакувам COVID-19 да исчезне, луѓето да бидат предпазливи и да ја оставиме оваа скапана стара година зад нас. Почитувани драги слушатели на Македонското радио, ми останува на крајот од ова јавување само да ви посакам среќна нова 2021 година и да ви се исполнат сите ваши желби и планови. Година која во секој случај ќе биде подобра од оваа што помина. Annus horribilis, како што би рекла кралицата Елизавета II. За Македонското радио се јавува Тони Гламчевски. Радио Спорт. Ниту на последниот ден од 2020 година не замреа спортските активности. За најактуелните настани Александар Мучев. Македонската одбојкарска репрезентација со 2 пораза ја заокружи првата фаза од подготовките за престојниот квалификацијски турнир за Европското првенство. Бугарија во овој момент е во подобра форма од нас, особено ако се знае дека нашите клучни играчи се приклучија на селекцијата дури во понеделникот. Серијата пријателски мечеви со истиот противник ќе продолжи по новогодишните празници на 5 и 6 јануари во Софија. Потоа македонската репрезентација се враќа во Скопје, каде што од 11 ќе стартуваат дуелите со Босна и Херцеговина и Турција, низ кои ќе се обидеме по втор пат да стигнеме до пласман на Еврошампионатот. Предпоследниот ден од оваа 2020 година го искористија во кошаркарската Евролига за да одиграат дел од мечевите од 17-тото коло. Црвена звезда со новостариот тренер Радонјич успеа да го совлада Панатенаикос со 74-71, додека Фенербахче стигна до втората победа едно по друго, совладувајќи го убедливо Вилербан со 81-59. Но и Фенер, како и белграѓани, се уште далеку од местата што водат во разигрувањето. Бајерн ни го нанесе третиот пораз поред на Барселона, 90-77, додека најнеизвестно беше во Милано, каде што ЦСКА, дури во продолжението, успеа да го победи Армани со 91-87 и да се засврсти на водечката позиција на табелата. Се играше кошарка и во NBA лигата. Шарлот синоќа славеше против Далас со 118-99, Лейкерси беа подобри од Сан Антонио 121-107, а Клиперси од Портланд со 128-105, што беше нивна четврта победа во досегашните 5 меча. Сепак, за сега најуспешна е екипата на Орландо, која има максимални 4 триумфи. Временски извештај. За временскиот извештај во управата за хидрометеоролошки работи се јавува Јулијана Фидановска-Мишковска.
Денес во Републикава преовладува променливо облачно време со повремени врнежи од дожд. Дува слаб до умерен авдолж по Вардарието, повремено засилен јужен ветер. Во 15 часот беа измерени 5 степени во Охрид и Претор, 8 во Прилеп, 9 во Битола, 10 во Крива Паланка и Берово, 11 во Тетово, 13 во Скопје, 14 во Струмица и 15 степени во Демиркапија и Гевгелија. Воздушниот притисок во Скопје во 15 часот е за 7 мерни единици понизок од просечниот и изнесува 973 хектопаскали, а релативната влажност на воздухот 49%. До крајот на денот повремени врнежи од дожд ќе има во источните и во западните делови од земјава. Во текот на ноќта во најголем дел ќе преовладува претежно стабилно и суво време, освен во западните делови каде се уште ќе има услови за повремен слаб дожд, а на повисоките планини врнежи од слаб снег. Утре наутро постудено, преку денот сончево со мала до умерена облачност, особено во западните делови. Температура ќе биде во интервал од -2 до +3, а дневната од 8 до 14 степен. Во Скопската котлина утре слично време, стабилно, суво и сончево во текот на денот. Минималната температура ќе се спушти до нулата, а дневната ќе го достигне 11 степен. И во сабота ќе преовладува стабилно и суво време. Наутро со услови за слаба магла по одделни котлини. Преку денот сончево со мала до умерена облачност. Ќе дува умерен, повремено засилен ветер од југоисточен правец поизразен вдолж по Вардарието. Кон крајот на денот облачноста ќе се зголемува и во текот на ноќта кон недела ќе има врнежи од дожд. На планините на северозапад врнежи од снег. Во недела и во следните 2 дена ќе преовладува променливо облачно време со врнежи од дожд со променлив интензитет. На планините и на некои повисоки места врнежите ќе преминуваат во слаб снег. Вообичаено со временскиот извештај го завршуваме пладневниот радио весник, техничка реализација Војо Стојановски, продуцент Гоце Станчев, спикер Анита Трпевска, водител Билјана Таневска. Одговорен уредник на првиот програмски сервис Наташа Андреевска, продукција Македонско радио, Радио Скопје, четврток 31 декември 2020 година. Екипата на дневната редакција во новата година ви посакува пред се здравје и имајте пријатна новогодишна вечер.